ден, Гоце! Добар ден, комшике. Ајде, Бујрум, повели што треба? Севте да не ти права? Севте. Прва влегувам во дуќанов. Прва. А Бога ми, како што си со лесна нога, денес глава нема да кренеме од работа. Амин, чулте Господ. Што треба да мерам за тебе? Море дете. А да не ти беше стопан оној што ти е стопан? Сега веднаш ќе ме почестеше нешто за да ти тргне работата. Ама кај смееш ти на Кира да му скратиш од пазарот? Молчиш, а? Ако. Трај си, ама јас ќе кажам. Оној Киро е човек, не човек. Така. Ај што е скржав, туку и намќур. Добре, него, од што се плаши некој да не му ги земе парите, него живее сам како ут. Ни куче, ни маче нема земено, од што се плаши да не треба да се потроши, вода да им даде да се напие. Што рече дека си на ние да пазариш, комшике, што да мерам? Златно дете. Да не беше ти во дуќанов, да знаеш, нога моја овде не стапнуваше. Кој ќе ме гледам, какви златни деца, мајка ти и татко ти, кој ќе се сетам на нив, леле, какви златни луѓе. Добар ден. Добар ден, душичко. Златни деца, бе. Душички, види, какви златни деца, бе, тие. Така, многу ми е жал, нема ден да не ги спомнеме. Златни луѓе, златни деца родија. Ама рано замина, не би се нарадува. Така, кутра мајка ти се разболи и отиде. Татко ти пак од тага по неа. Многу ми е жал, Бог да ги прости. Така. Компир имаме. Блак за печење. Ако стави компир, ако треба компир. Ке ми дојдат сватовите на ручек. И ке треба компир, нека има компир, ако. Да ти кажам, многу ми се погодија. Компириве? Не. Сватовите. Тој сватот. Душа човек, една мравка не гази. Не. Бубачка. А сваќата пак, таа уста има, уста нема. И што и да велам, тие велат, така е сваќа. Клај од јајцата. Ако требаат јајца, ми требаат јајца, запита, клај неколку јајца. Колку? Клај, 5-6 таму, клај. И кромит, убав кромитот, а? Убав. Чекај да го видам. Убав. Клај и кромит. Манџа без кромит бидува? Колку? Клај неколку, ајде, колку. Клај таму. И од патлиџаните за мезе ке треба, да, и пипер. Нека има, нека е богато, па сватови сме, куќа сме, така не е, така е. Комшике, слушај. Ај сега ти ој си дома, а јас ова се ќе измерам, ќе стокмам, ќе ставам се како што треба и право кај тебе дома ќе одојсам, ха? Така, Душичка, така, ајде одам сега, ајде со здрави. Ајде. И шо сега? Патлиџани, јајца, кромит, пиперки, орис. Не, орис не рече. Ама ако ај, ќе тупнам едно полкило. Ајде да земам нешто да испакувам. Како иде кај вас пазар? Добро е. Кај мене? Се трудиме. Бавени. Да не се фалиме многу. Намќор овој Киро, намќор човек. Море, Киро. Ни на живо се смее, ни на мртво плаче. Види го, сурт тук. Абе, луѓе, не беше тако дур беа живи неговите. Салам човек си беше. Едно време си губавме дури и муабетот. Колку вечери до Сабајле сме терале седенки. Абе, памет купувавме од него. Луѓе, ви се верували тоа? Така беше. Ама така беше некогаш. А сега види го, муабет не ни правил. На цел свет се лути. Што да ви кажам? Од Сабајле цел свет го мрази, а навечер сам себе. Додуше, јас не знам, ама така велат. Абе, така велат, до кај ќе оди така, јас не знам, тој самиот си знае.
Ама да ти кажам, сам не се живее. И за лошо и за арно, дома човек ти треба. 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 Господ да му ги поживи браќата што работат за него. Така е. Тие го држат дуќеното отворено. Да не се тие, човек нема да влезе кај него. Да ви кажам, ако не се сепне, за никаде е оваа негова работа. Пусти Киро. Знам докаде ќе те навака. Киро. Ајде сега, Киро, доста му го береме гајлето. Ај сме седнале овде ко баби по цел ден пред порти. Чушуру, бушуру, кој бил, шо бил, зашто бил. Ајде да се фатиме за работа, нели сме трговци ние? Така е. Да ти кажам, имаш право. Ајде. Ајде, ќе се видиме. отидов. Ајде, вечер ќе се видиме, ајде. Киро. Гоце, не можам повеќе. Не можам повеќе. Цел ден роба носи, товарија, растоварија. Половина ме фати. Не може, брат. Да седнеме. Брат, ти Галиба заборави кој ни е Стопан, а? Кај да е, Киро сега ќе дојде. Ако не види како седиме, како одмараме, кој знае колку ќе се израдува. Ама, Гоце, нозеве не ми одат. Рацеве не ми креваат повеќе. Не можам. Цело време само мислам и тешко ми е. За Марето. За Марето. Сестричка Мила на Бато. Брат, бе. Не знам. Памет веќе немам што да правиме. 1 година откако ја фати оваа болештија. А последниот 2-3 дена од кревет нема станав. Море, откако си замина мајка, а по неја и татко, Бог да ги прости, глава не крена. Мислам, премислувам. Многу ми е тешко што не можам никако да ја помогнам. Ќе пукнам, Гоце. Како да ја помогнеме, бе, брат? Како? Пари треба. Пари. Еве да ја однесеме на лекар. Лекарот пари бара. Да го замолиме чорбаджијата, еве барем овој пат, барем денес да не пушти малку порано да си отидеме и дома да направиме една чорбичка и да ја се стопли душичката малку, а? Што велиш? Абе, што правите, бре, вие двајца, бе? Што правите, бе, копуцени заедни, бе? Што правите? Седите, си муабетите уште од сабајле, Мене ме чекате, јас да се фатам за работа, а вие да седите, Копуци едни неспособни. Колку пати су ви рекол до сега, бре? Колку пати су ви рекол до сега? Кај мене на работа нема седење, нема муабетење, ако треба нема ни леп јадење. И да знаете, и овој пат ќе ви скратам од парите што треба да ви ги дадам. Ама чорбаджи, па цел ден не сме седнати. Само товараме, растовараме. Овде има работа во Дуќанов за 5 мина, а ние сме само 2. Чорбаджи, па што да правиме? Чорбаджи, со оку работа ќе паднеме, ќе се разболиме. Кога ќе се разболите, кога ќе паднете, тогаш муабет ќе правиме. А сега фаќајте се за работа, оти да знаете, може да останете и без работа. Чорбаджи, немој, не срди се. Работата нема да ни остане несработена. Ако треба, еве и натрепки ќе стоиме, муштериите... Само, Чорбаджи, сакам да те замолам нешто. Ако сакаш денес да не пуштиш троа порано да си одиме дома... Што рече?
велам... Сус! Абе се слушаш ти што зборуваш, бе? Абе, господе, абе, научи ве мој, не може да си поверувам, да ве пуштам дома да си одите, што? Дуќанот, да го затворам, бре? Абе, овој дуќанот, кога е отворен, бе, работи на празник, а не пак во делник, сред недела, ха? Што сакате вие, бре? Ајде, бегајте, тргнете ми се од пред очи. Не може... Не. Јас ке излезам, оти не можам да ве гледам. А вие, фаќајте се за работа, оти ако зема да стап, коска здрава нема да ви оставам. Дома да сум ги пратил. Пу! Пути ви заедни. После волку тежок ден, сон не ме фаќа, ако не го слушнам вашето тропкање. Многу ми требате за мирен сон. Нема ништо пубаво од полно кесе, полна душа. Ете тука. Заспите си вие. Ете така. Морам да му помогнам на овој несреќен човек. Како слепе. Не гледа каде го води неговото сребролюбие и нечовечност. Морам да му ја спасам душата или кој знае каде ќе му води. Не плаши се, Киро. Заарно сум дојден. Абе, кој си ти, бре? Абе, што сакаш од мене? И од каде ми го знаеш, бе? Од каде? Јас знам многу работи за тебе и сватив дека сум ти многу потребен. Мене никој не ми треба. Така да знаеш, никој не ми треба. Еве, види, се си имам. Имам пари, колку што сакам, се си имам. Те прашав, што сакаш од мене? Сакам да те однесам на едно патување. Ништо нема да платиш, а многу работи ќе видиш. Какво бе патување? Каде? Зошто да патувам без зошто? Ке те однесам да го видиш твоето минато. И сакам да ми кажеш зошто го направи тоа што го направи. Смири се, Моригерко. Смири се. Ајде, еве ти водичка. Не можам да се смирам, мајко.
Зошто ме остави Киро? Зошто де? Зошто? И тој не знае зошто? А свршувачка? Зошто направивме? Така е. Клекна на колена и ме запроси. Ми се колнеше дека не може без мене да живее. И потоа го снема. Не можам да го заборавам. А да му простиш? Ајде, прости му. Миличка, прости му. И тој не знае што прави. Кој знае која мака си има? А? И кажи сега, зошто ја остави свршеницата Киро? Нема време да се оженам со неа, не? А времето е пари. Знаеш и самиот, јас сакав и морав да спечалам пари. И кога ќе си дојдев дома, морав да ги пребрам парите што ги спечалив. И после повторно ги броев за да видам да не сум сгрешил кога ги броев првиот пат парите, ме разбираш? И после клај ги на едно место, клај ги на друго место, да ги сокријам, да не... Мачна работа, мачна. Ми текнува. Многу плачеше куцата кога ја оставив. А беше добра. Добра беше како лепче, што се вели, мека како памука. Вредна, работлива, се како што треба, ама... Јас грешив работата, јас грешив, знам. Ајде да видиме дали денес нешто си сгрешил. Сакам да те однесам во домот на твоите работници Боро и Гоце. Да видиш што прават тие вечерва. Сестричке, тука сме. Стасев. Како си, душички? Убаво ми е само да си лежам. Ќе ти направиме чорбичка, ќе каснеш и ќе ти биде подобро. Камо да имаше некој да ни позајми пари. За лек. Дење ноќе ќе работиме и ќе ги вратиме тие пари. Само да ни оздрави. Само Господ да ни помогне. Девојчето цел ден остана само. Немаше кој водичка да ја подаде. Ти не ги пушти браќата да одат да и го најдат чарето. Не знаев дека има толкава мака. Јас си мислев дека се мрзливи, дека не им се работи, дека сакаат да избегаат од работа. Време е да ја видиш својата иднина, Киро. Го гледаш ли овој човек што клечи и бара помош? Ова си ти. На брагу ќе се разболиш и ќе нема кој вода да ти даде да се напиеш. А камо ли лек? И толку. Парите, кај се моите пари? Кај ми се парите? Кај ми се парите, моите пари, кај се? Од досада нема да знаеш што да правиш. Сите пари по кафејани ќе ги потрошиш.
Ке се удавиш во ракија, ке се сотреш. Леле, аман бе, пријателе, зар дотаму ќе ме дотера ова моја глава? Многу работи ке треба да смена, многу. Една работа треба да смениш, Киро. Да станеш човечен и ќе бидеш среќен. Да станам човек, ке станам човечен и ќе бидам среќен. Ќе бидам. Господе Боже, што ќе беше ово? Господе, многу грешев, прости ми, Господе. Не оди ова вака ич не оди. Знам што треба да направам. Знам. Многу добро знам што треба да направам. Деца, оставете се, затворете го дуќанот и одете си дома. И земете го кесево со пари. Однесете сестричката на лекар. На работа ќе се вратите кога ќе оздрави. Хајде, што чекате, одете, барајте чаре за девојчево. Горниов нека ви е на помош да се најде лекот. Чорбаджија, дуќанот? Дуќанот никаде не оди, а работата ќе ве почека. Ајде, одете си, ајде. И ако ви требаат уште пари, да дојдете да ми кажете, ќе ви дадам. Колку што треба, ќе ви дадам. Ти благодариме, Чорбаджи. Ти благодариме. Не, јас вам ви благодарам, деца, што ме трпевте толку време и што не ми се налутивте за навек. Ајде, одете сега. Одете, ајде. Здраво живо. Здраво живо, Киро. Немој да ми ја затвориш вратата, те молам. Јас знам дека многу сгрешив. И знам дека можеби треба да ме избркаш, ама пушти ме да ја видам Марија. Прашај, ако не сака да зборува со мене, ќе си одам. Влези, Киро. Влези. Ама знај, Марија никогаш не заборави дека е твоја свршеница. Ајде, влези. Грешев, Марија. Многу грешев. И се што грешев ми излезе пред очи. И сега ти, ако можеш да ми простиш, прости ми. Да ми ја спасиш душата.
Кажи нешто. Да си одам ли? Господ ги слушна моите молитви. Го молев. Го молев да ти го отвори срцето и да ти го наполни со добрина. Ти простувам. Се ти простувам. А јас ти ветувам, Марија моја, дека ќе те чувам и негувам седор сум жив. Господ да ве благослови.